За одбојката знам отприлика онолку колку што знаат сите што оделе на часови по физичко, но за среќа денеска имам гостин кој што е професионален одбојкар, кој што освен што игра во македонската репрезентација, играл и во неколку големи и добри лиги. Во моментов настапува во Австрија. Марко Стошич, добре ни дојде. Добар ден. Кажи ми, што е потребно за некој да биде добар одбојкар? Дали е потребна висина, дали е потребна брзина, дали е потребна техника или талент? Па е од све што набра, во принцип. Нормално потребна е одредена висина, потребен е одраз. Исто така многу технички захтевен спорт, така да потребна е посветеност и потребно е размислување. Кај нас одбојката е популарна рекреативно. Сите играат одбојка, кој на плажа, кој, како што реков, на часови по физичко. Да. Професионално многу малку луѓе се бават. Зошто мислиш дека е тоа така? Зошто е некако спорт во втор ред? Па тоа нажалост е случај само кај нас. Во другите земји не е така. Еве сега на пример имаше пред 4-5 месеци европско првенство во Полска и доаѓаа на терен да гледаат преку 60.000 гледачи. Сега тоа е само кај нас, главен кривец, па не знам, можеби мала слабата организираност на клубовите. Ако те прашам за правилата во одбојката, и пак ќе се вратам на часовите по физичко, дали се тоа ние што сме ги учеле ние или има други правила кои што не ги знаеме, кои што се многу покомплексни? Правилата се доста комплексни и се менуваат на година во принцип. Сега не знам дали да ви ги набројувам сите. Слободно. Се игра 3 сета до 25, кој прв стигне до 25 го зима сетот, кој прв до 3 е победник. Нема не сме да допрета мрежата, не сме да се прави престап на линии, комплексни се сите тие ротации кои кај да стои точно има со чекори, зашо и како, малцето покомплексно се све да го објаснувам, али Кажи ми со сервирањето, например, јас се сеќавам пред многу години дека требаше 2 поена да добиеш, уствари 2 пати да погодиш за да добиеш 1 поен. А сега е некако како ја префрлиш топката преку мрежа, секој поен се брои. Порано беше да те поправам, извини, со промена. Кога другата екипа сервира, не ти се важи поенот, него доаѓаш ти да сервираш, а сега секој поен се важи. Почна да играш одбојка на 12 години. Ми рече дека претходно си тренирал фудбал, си пливал во меѓувреме. Зошто се реши за одбојка од сите овие спортови? Тоа беше една многу смешна одлука. Во принцип, јас си тренирав пливање и тоа беше во тој момент на моја голема љубов, но на жалост затвори базенот и мене ми беше малку далеко да идам сега до Карпаш и решив да останам во јануари малку дома. Као да почекам до септември, нели да се отвори олимписки, мајка ми уствари беше таа која ме натара во принцип, вида дека во училиштето во Кисела вода во Кирил Печиновиќ се држат часови, има тренинзи на одбојка и буквално таа беше таа која ме натара да отидам на мојот прв тренинг одбојкарски. Првиот клуб за кој што играш е Работнички. Точно. Како се движи твојата кариера? Мојата кариера, значи, почува во Работнички Фершпет, во тие кадетски нели селекции на Работнички, тогаш во принцип имав многу среќа, бидејќи во тој момент Работнички Фершпет беше еден гигант на европската сцена. И сите тие кадетски прв тренер ми беше Гливар Христов. Се беше многу, како да кажем, многу беше одличен педагог, се работеше со огромна дисциплина и така пројдов низ тие кадетски, многу млад, више на 15 мои години, добив шансета да бидам не 13 праса, зашто 12 играчи се во одбојката, али бев 12 играч и во првиот тим. На која позиција играш, не те прашам? Техничар. Замина ми рече на 18 години во Катар, каде што целосно се минува каде што играш со интернационална екипа. Како се снајде на ново тло, со нов начин на игра, со сосема нови луѓе? Тоа беше еден голем предизвик за мене, затоа што еден тинејџер од Скопје, од средно училиште Корчагин, да го извадите и да го однесете, да го качите на авион и да го однесете во арапска земја, стварно беше еден голем културен шок за мене. Првиот ден ја никогаш нема таму да го заборавам во принцип каква е земјата и све. И беше огромен предизвик кој сега сум среќен што го прифатив. Дали научи работи што мислиш дека тука никогаш не би ги научил? Па да, секако ева на пример да дам еден пример, во еден период од мојата екипа Алвакра, 4 години настапував таму, бевме
од 12 играчи бевме луѓе од буквално 5 континенти. И ние секој ден требаше да работиме заедно, да тренираме заедно да ги прифаќаме сите предизвици, така да мислам дека многу научив. Од Катар замина во Словенија. Зошто Да. си отиде од Катар? Да, бидејќи искрено да ви кажам, бидејќи дојде промена на тренерската позиција. Значи, ја бев 4 години со еден тренер, тренерите сите беа од Египет во тој клуб, исто, да ви кажам смешна информација. Дојде замена на тренерската позиција и новиот тренер кој што беше, мене веќе ми беше тренер во младинските категории, бидејќи ја таму отидов многу млад, на 18 години, до својата 21 година настапува во првиот тим на Алвакра во првата лига катарска, а и во младинските. И со него више имав искуство и знаев дека со него нема да можам да издржам. Помеѓу после Катар доаѓа Словенија. После Словенија во моментов играш во Грац во Австрија. Колку се разликува начинот на игра или екипите или тренерите, тренинзите од еден до друг клуб, од еден до друг, не знам, национален состав? Видете, секој тренер си има своја филозофија. Значи, во Катар беше, например, што беше атрактивна одбојка. Не се гледаше толку системот, одбраната, каде се додаваат тие пасови контри, али се малци беше ставен акцент на физичката подготвеност. Се носеа кубанци, бразилци што многу рипаат, што многу силно смечираат и беше многу атрактивна во принцип одбојка. Во Словенија, кога дојдов првата година, мислев дека ќе ми биде многу полесно да настапувам таму од Катар, бидејќи во Катар беше, како да ви кажам, на физичко ниво е многу повисока лига од словенската, но грешев бидејќи у Словенија многу е подобро организиран систем и треба сите да се вклопат во тој. Исто слично е во Австрија, бидејќи Словенија и Австрија се во принцип една до друга земја. Ти си дел од македонската репрезентација во одбојка. Јас не знам, значи, колку ми знаат дека во Македонија, значи, постојат, ти ми кажа, 10 екипи и дека имаме репрезентација која што прилично успешно се надпреварува и дека се надпреварувате во Европската лига. Да. Која е разликата помеѓу Европската и Светската лига во одбојка? Да, ова е едно многу нејасно прашање. Значи, вака, Светската лига, секоја година, секој лето има Светска и Европска лига. Значи, Светската лига, нема фаќајте за збор, може ќе сгрешам трошар бројка, се состои од некои 18 екипи, 20, но тоа се представници од сите континенти. Значи, тука спаѓа Австралија, Бразил, Аргентина, Америка, нели, афрички екипи и од Европа тука има место само за најдобрите 5-6 екипи, тоа е Србија, Италија, Русија, Полска и така натака, Германија да речеме. А Европската лига е лига за сите тие европски екипи што не може да што не успеале да влезат. Да, мислам, предуслов за да се влезе во таа Светска лига е да се освои Европската лига, кој што ние 3 години поред зазимаме второ место. Да, тоа ќе те прашам, значи вие и минатата година завршивте на второ место во Европската лига. Точно. Дали ако годинава, претпоставувам дека целите кон првото место, дека вие предизвики, дека ако бидете први во Европа, ќе влезете автоматски да се надпреварувате до година во Светската лига. Тоа беше системот до лане. Сега годинава доаѓа до промени, не сум сигурен баш како планира, зашто се уште се нејасни работите, али до лане тоа така беше. Значи, освојувачот на Европската лига продолжуваше настапуваше во Светската. Минатата година кога го освоивте второто место беше некако во период кога ракометниот клуб Вардар ја освои шампионската титула. Да. За нив имаше огромен пречек, вие решивте да се пречекате самите. Да. И направивте фешта од 10 на 15 луѓе на плоштадот Македонија. Чија идеја беше да заиграте оро и да го привлечете вниманието кон себе? Тоа можам да кажам дека малце социјалните мрежи можда би малце погрешно го представија. Нас воопшто не беше тоа намерата. Ние целата Европска лига, значи 2 месеци супер се спремавме, имавме одлични резултати, сите атакувавме на тоа прво место. Во полуфиналето една данска домаќин од 2:0 и направивме на домашен терен 3-2 и не бевме сите убедени, сите атакувавме на првото место, значи сите го очекуваа првото место, за кое не го заземавме. И тука почна да влада едно големо разочарување, една токсична атмосфера меѓу нас. Се качевме авион, стигнавме до Ниш, од Ниш со автобус тргнавме према Скопје, буквално во автобусот више не можевме да тагуваме, 2 месеци бевме буквално нели во карантин во хотелот Континентал.
И тоа беше како една мала шала да си ги, да кажам вака народно, да си ги омекнеме душите. Во принцип, али не очекувавме ние никаква, не го споредувавме уопште тој успех со освојување на Лига на шампиони или четврто место на Европско првенство. Така... Да, во принцип така беше пренесено во моментот кога излегува првите фотографии, дека нормално, дека сами се пречека. пречека, а ние воопште за прво место може би, али пак те кажам, не го споредувавме уопште тој не успех со освојувањето на Лига на шампионите, едноставно тоа го кажа еден од играчите, сега не ми текнува, ајде на шала како да поминеме, не се знаеше до после момент, ајде да пројдеме буквално низ таа капија. Кога почнува следното надпреварување, се подготвувате ли? Се подготвуваме, сега по клубовите сме уште не се подготвуваме. Првото надпреварување мислам дека првото такмица на 20 мај. Исто така Европската лига почнува. Се надевам дека ето после завршувањето на клупските обврски ќе продолжиме, нели, ќе се собереме како репрезентација. Ти си млад, имаш 24 години. Точно. Каде се гледаш за 10 години отприлика? Прво би сакал да се направи еден огромен успех на репрезентативна нова, дали ќе биде тоа освојување на Европска лига или второ, например, една, како да кажам, моја ветана или ветана земја, во принцип, што два пати бев на чекор, еднашка јас го откажав ангажманот, еднашка они го откажа е Франција. Значи тоа ми е огромна желба таму да одиграм некоја сезона, бидејќи сите наши македонски одбојкари сите имале многу позитивни искуства во таа земја. И многу би сакал да видам еден домашен клуб, тоа исто како го правеше работнички Фершпет, што буквално се шеташе низ Европа пред 10-12 години. Дали во Скопје, дали било каде во Македонија, да се направи еден европски одбојкарски клуб, што успешно ќе ја представува нашата земја. Марко, јас ти благодарам што одвои време. Се надевам дека ќе ти се исполнат желбите, дека ќе стигнеш и до Светската лига и до Франција и дека за некоја година ќе седиме повторно тука и ќе раскажуваме за успесите што си ги постигнал. Фала ви многу што бев дел од вашата емисија.